дали сакаш мачиња? Да, но. А дали некогаш си видела маче во чизми? Не, ама сум видела куќе со джемпер. Ова е приказна за мачорот во чизми. Си биле тројца браќа и нивниот татко. Еден ден, таткото на првиот син му подарил воденица, на вториот магаре, а на третиот син му подарил мачор. Голем и малку чуден мачор. Третиот син бил многу незадоволен, не знаел што да прави со мачорот. Но чудниот мачор еден ден му рекол: слушај, порачај ми чизми и ке те направам среќен. Момчето се изненадило, но викнало еден чевлар: никогаш во животот не сум правил чизми за мачор, но ке се обидам, рекол чевларот. 3 дена сечел, кроел, шиел, лепел и конечно му направил на мачорот чизми по мерка. Мачорот ги облекол чизмите, земал една вреќа, во неа ставил малку жито, па ја префрлил преку рамо и чудо, тргнал да оди на 2 нозе како човек. Леле, ама чуден мачор. Ти реков. Во таа земја владеел цар кој многу сакал за ручек да јаде месо од птица еребица. Но никој не знаел како да улови таква птица, па кралот бил тажен и гладен. Мачорот, бидејќи не бил обичен и бидејќи бил итар, поставил стапица со вреќата и успеал да улови неколку птици еребици. Веднаш отишол во дворецот. Стој! Каде? Му викнал стражарот. Кај царот, одговорил мачорот во чизми. Да не си луд? Кај се видело мачор да оди кај цар? Рекол стражарот. Пушти го! Рекол вториот стражар. Може ке го развесели нашиот цар. Мачорот застанал пред царот и му рекол: честит царе, мојот господар грофот утре ден ви ги подарува овие ребици. Царот многу се израдувал на подарокот, па наредил да му дадат на мачорот вреќа полна со злато. И се вратил ли мачорот кај момчето? Се вратил, а момчето го пречекало со зборовите. Седам и се чудам како можев последните пари да ги дадам за чизми на мачор. Мачорот се насмеал под мустаќот, ја истресол торбата со злато и рекол: ова ти е за чизмите, а царот те поздрави и многу ти се заблагодари. Мачорот му раскажал се на момчето и му рекол дека наскоро пак ќе оди кај царот и ќе го направи уште побогат. И да знаеш, од денеска ти си грофот утреден, му рекол мачорот. И така било, како што рекол мачорот. Да, мачорот постојано ловел и постојано му носел птици и ребици на царот, а царот постојано го дарувал со многу злато. Еден ден, мачорот слушнал дека царот и неговата ќерка, принцезата, ќе одат на прошетка покрај езерото. Отрчал дома и му рекол на момчето: гроф утреден, ако сакаш да станеш вистински гроф, дојди со мене на езерото и пливај во него. Момчето го послушало својот мачор, се соблекло голо и скокнало во водата. Мачорот ги зел старите изветвени алишта и ги скрил. Во тој момент пристигнал царот. Височество, викнал мачорот, на мојот господар гроф му ја украдоа грофовската облека додека пливаше. Царот веднаш ги пратил своите слуги во дворецот и тие му донеле облека на водениот гроф. Момчето ги облекло царските алишта и седнало во кочијата до царот. А знаеш ли што си рекла принцезата кога го видела сето ова?
сакав да те прашам. Ова е најубавиот гроф што некогаш сум го запознала. Така си рекла принцезата и уште во првиот момент силно го засакала момчето облечено во царска облека. И толку? Има уште, слушај. Мачорот отрчал напред и застанал на една ливада. Таа ливада била на волшебникот. Мачорот во чизми им рекол на луѓето кои ја коселе ливадата: сега ќе помине царот, а вие ќе му кажете дека оваа ливада е на грофот Утреден. Итриот Мачор истото го направил и со една нива со жито и со една шума, а потоа отишол кај волшебникот. Како бил тој волшебник? Па не бил многу паметен. Мачорот успел да го убеди прво да се претвори во слон, потоа во лав и на крај со сиот ум волшебникот се согласил да се претвори во глувче. Во тој момент Мачорот го лапнал глувчето. Лап! Волшебникот веќе го немало. Кога царот со кочијата поминал низ ливадата, низ житното поле и низ шумата и прашал чии се, селаните му рекле: на грофот Утреден. Вие сте, грофе, многу богат човек, извикал царот. Кога стигнале во дворецот на волшебникот, ги пречекал Мачорот во чизми. Добре дојдовте во замокот на грофот Утреден, рекол. Царот бил многу восхитен од прекрасниот дворец, а момчето, грофот Утреден, уште истиот ден ја побарал принцезата за жена и така станал наследник на престолот. А што станало со Мачорот? Мачорот секое утро ги облекувал чизмите и станувал прв министер на момчето цар, а навечер, кога ќе ги соблечел чизмите, мирно предел покрај огнот. Колку убава приказна, ама и чудна. Убаво би било и ние да најдеме овде некој Мачор во чизмија. Менјау, 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 менјау.